Еве тука сум, ама умот не ми е тука. И јас сум тука. Се знам дека свежиот воздух, сонцето, водата значајно влијаат врз здравјето на човекот. И дека без нив ќе бидеме слабокрвни, нервозни, преморени, но да напишаме сеј на таа тема, проблем ми е. Немам ни идеја, ниту пак инспирација. Страшно. Еве што напишал Ханс Кристијан Андерсен. Инспиративна бајка. Ако слушам, ќе ми помогне? Биди сигурна. Си била една мешунка. Во мешунката имало 5 зрна грашок. Зрната грашок имале зелена боја. И мешунката била зелена, па верувале дека сиот свет е зелен. Мешунката растеле и зрната. Сите зрна седеле во еден ред, таков им бил станот. Сонцето ја осветлувало и ја греело мешунката, а дождецот ја миел. Внатре во мешунката било топло и пријатно. Дење светло, а ноќе темно, како што си е редот. Зрната постојано растеле и, седејќи во мешунката, размислувале, морале со нешто да се занимаваат. Зар јас секогаш ќе седам овде? Си мислело секој од нив. Од многу седење ќе ми се слоши. Чувствувам дека онаму зад зидот има нешто. Поминале неколку недели, зрната пожолтеле. Пожолтела и мешунката. Сиот свет пожолтува, рекле тие. И биле во право. Но одеднаш слушнале тресок. Некој ја скинал мешунката и ја пикнал во джебот од своето палто. Сега ќе не пуштат на слобода, викнале зрната во очекување на тој миг. Најмалото зрно нетрпеливо проговорило. Би сакал да знам на кој од нас ќе му тргне најдобро. Наскоро се ќе стане јасно. Најголемото зрно грашок на тоа рекло: што сака нека биде. Крак! Мешунката пукнала и сите 5 зрна се истркалале на јарка сончева светлина. Момчето ги држело на отворена дланка. Во другата рака држело пукало. Веднаш ставило едно зрно во пукалото и пукнало. И јас летам во широкиот свет, фати ме сега ако можеш, писнало зрното и се изгубило од погледот. И јас, рекло второто, јас ке летам право кон сонцето. Сонцето е токму таква мешунка каква што ми треба, рекло и веднаш исчезнало. Другите 2 зрна рекле: каде и да се најдеме, таму ќе спиеме. Каде и да било. Пукнало пукалото. Ние ќе летнеме подалеку од сите, крикнале зрната. А последното, најголемото зрно грашок, со одмерен глас рекло: што сака, нека биде. Пукнало пукалото, зрното летнало нагоре, а потоа паднало на старата дрвена рамка под едно таванско прозорче, и тоа во една пукнатина. Во пукнатината, во меката земја, растело мов. Зрното се скрило во мовта и тука лежало, стуткано, но не е и заборавено од судбината. Најголемото зрно повторило: што сака, нека биде. Во малото таванско сопче живеела една сиромашна жена, која дење одела да пали печки во туѓи куќи, цепела дрва и завршувала сите потешки работи. Жената била силна и вредна, а сепак живеела во сиромаштија. Дома, во тесното сопче, лежала нејзината единствена одвај
за момена керка нежна и слабичка. Девојчето веќе цела година боледувало. Немало сила ни да живее, ниту пак можело да умре. Мајката тажно си шепотела. Ке појде по својата сестричка. Ми се родија 2 керки. Не беше лесно да се исхранат обете, па Господ ги раздели. Едната си ја зеде кај себе. Само да не ја загубам оваа што остана со мене. О, може би Господ не сака таа да живее разделена од сестра си и ке си ја земе. Но болното девојче останало да живее. По цел ден, трпеливо и тивко, лежело во креветот, додека мајката одела да заработува некоја пара. Дошла пролетта. Еднаш, рано наутро, кога мајката се подготвувала да тргне на работа, а сонцето играло по подот, пробивајки се низ малечкото прозорче, болното девојче погледнало кон прозорчето и извикало. Мамо, што е она зеленоно зад стаклоно? Гледај како се нишка на ветрот. Мајката дошла до прозорчето, го подотворила и рекла: овде никнало некое малечко растение. Грашокот ги пуштил своите зелени ливчиња. Како ли паднал овде во пукнатинкава. Еве ти и градина, керко, радувај се. Уште истиот ден, креветот го преместиле поблиску до прозорецот, за да може болното девојче подобро да го гледа никнатиот грашок, а мајката отишла на работа. Вечерта девојчето рекло: Мамо, мене ми се чини дека оздравувам. Денеска сонцето толку милно ме грееше. Види што убаво жив на грашокот. И мене ке ми биде убаво на сонцето и ке се поправам. Мајката со неверување слушала, па милно и одговорила на керкичката: Само тебе да ти биде подобро. Потоа го потпрела со стапче зеленото стебленце за да не го скрши ветрот. Цврсто врзала една врвка со едниот крај за долната, а со другиот крај за горната страна од рамот, за да може стебленцето да се крепи и растејки да се обвиткува околу врвката. И грашокот почнал да ја обвиткува врвката и од ден на ден растел. Види, па грашоков скоро ќе пушти цвет, рекла едно утро мајката, која веќе и самата почнала да се надева и да верува дека нејзиното болно девојче ќе оздрави. Мајката забележала дека во последно време нејзината керка станува повесела. Наутро единствено стебленце грашок. По една недела, болното девојче за прв пат цел час била станата од постелата. Времето го поминувала грејки се на сонцето. Била многу среќна. Низ отворениот прозорец го гледала бело-црвеното цветче на грашокот. Еден ден се наведнала и многу предпазливо ги бакнала тенките ливченца. Тој ден за неа бил вистински празник. Самиот Господ го насадил грашокот и го одгледал за да ти прати радост и надеж тебе, мое драгоцено дете. А и мене ми е убаво, рекла среќната мајка, гледајки во цветчето. Секогаш му се насмевнувала така, како да е тоа ангел-хранител. Ама што станало со другите зрна грашок? Она што летнало во широкиот свет и што викнало «Фати ме ако можеш!», паднало прво во еден олук, а потоа еден гулап го лапнал со клунот. И другите 2 зрна летнале до некаде, па и тие биле изедени од гулабите, значи сепак
биле од некаква полза. А четвртото, што сакало да летне на сонцето, паднало во олук и со недели останало во дождовната вода, од што целото набабрило. Добро се сгоив, Рекло зрното. наскоро ќе се распукам, а тоа ми се чини уште ни едно зрно грашок не успеало да го постигне. Јас сум најзабележително од сите 5 зрна во нашата мешунка. И олукот потполно се согласил со зрното грашок. Крај таванското прозорче стоела младата девојка со засјаени очи, а на образите и горело здраво руменило. Ги склопила своите тенки раце пред светчето од грашокот и му заблагодарила на Бога. А олукот рекол: Па, сепак, најзабележително од сите зрна е моето зрно грашок. дали е така? Ти благодарам. Те слушав внимателно. Сега можам да почнам да пишувам.